Почитувани, добро утро и од мене. Ние продолжуваме со програмата на утринската емисија на Слободен печат, а во наредните 15 па и до 20 минути ќе зборуваме за повторно оние безбедносни тригери кои што се интересни за домашната јавност, за глобалната, меѓутоа и за пошироката. Меѓутоа, ова утро со мене во студиото имаме представник од Think Tank организацијата, односно невладиниот сектор во Македонија, од Центарот за истражување и креирање на политики, господинот Пецо Трајковски, со кого ќе поразговараме за оние предвидувања или стравување од нов мигрантски бран, имајќи во предвид дека Македонија веќе еднашка беше погодена од мигрантска криза, а последните случувања на Блискиот Исток и како наговестуваат дека можно е такво сценарио да се повтори, се отвараат низа на прашања и стравови кои што се однесуваат што тие мигрантски движења би можеле да донесат во регионот и Македонија. Станува збор за оние сомневања околу тероризмот, радикалниот ислам, меѓутоа и други безбедносни струи кои што Македонија треба да биде внимателна. Затоа колку е внимателна и што треба да прави регионот и Европа, утринова, како што ви најавив, ќе разговараме со мојот гостин овдека во студиото, Пецо Трајковски. Добро утро и добро дојдовте во Слободен печат. Добро утро, добро најдов. Во самиот разговор кога се договаравме за вашето гостување овде, говоревме дека повторно во медиумите во Европа, како пред помалку од 10 години, се наговестуваат некакви мигрантски бранови кои што, по случувањата на Блискиот Исток, повторно би се активирале и би се насрочиле кон Европа. Имајќи во предвид дека Македонија беше веќе еднашка удар на по балканската мигрантска рута, беше на удар на вакви потреси. Какви се вашите согледувања во однос на овие информации во медиумите кои што се актуелни? Има ли простор за некаква нова мигрантска криза во регионот и со тој Македонија? Да, секако дека може. Прашањето е не дали, туку кога. Зошто? Затоа што веќе во Албанија се отвори камп за мигранти. Пред вчера или пред неколку дена видовме од Србија изјава од претставител на Србија дека нема да дозволи да Србија да стане бегалски камп. И еден трет елемент, не знаеме дали Германија повторно, како во времето на Ангела Меркел, ќе ги повика мигрантите да дојдат и ќе ги отвори границите. Доколку се случи тоа и доколку има наплив на бегалци, Македонија сигурно би било погодена. Господин Трајковски, вие долги години наназад работите токму на оваа проблематика. Сите овие информации кои што наговестуваат дека можно е сепак вакво едно сценарио и вие ги донекаде ги повторувате, но како ги коментирате овие двострани политики на Брисел, на Европа говорам, за разлика во однос на Балканот, во кој што Европа е деновиве и изминативе недели ги подзатвара вратите за азилантите, мигрантите и бегалците и воглавно на поголемиот дел на западноевропски земји ставаат зголемена гранична контрола токму на влезовите со Балканот. Дали се ова некакви индикации дека сепак веќе овој мигрантски бран е активен овдека на просторите? Па да, сигурно имаат повеќе информации. Зошто? Затоа што Балканот, односно сега Западен Балкан, без Хрватска и Словенија, се гледа како надворешна граница на Европската унија. Од секогаш било така. Не е тоа баш сега се случува нешто, па секогаш Европа ги брани своите граници од овој простор. Нивните изјави и нивните, посебно на земји што се по конзервативни, да речеме како Унгарија, како Чешка, па и другите. И другите да се има во предвид дека и десничарските влади, односно партии се на власта, тие знаеме какви се политиките кон овие процеси. По конзервативни држави, не целата популација, туку нивните влади, сепак не сакаат да дозволат нов бран, да му се случи истото сценарио како пред 10 години.
совраќањето на мигранти од Италија во Албанија, можеме да видиме дека едноставно зошто би враќале тие мигранти ако нема видена закана. Така. Тука сакам да ве потпрашам за Албанија. Имајќи во предвид дека од искуството наше низ релативно кратката историја се она што се случува кај соседот релативно брзо се прелева, може да се прелева и кај нас во земјата. Постои ли, мислите, некаков таен план дека можеби Македонија или Балкан, одговорам овде за Србија, регионот да стане во иднина, односно во скора иднина некаков паркинг за овие лица овдека? Јас И да се наметне евентуално како услов за наш за влез во Унијата? Јас колку што се сеќавам, пред неколку години имаше некакви планови за доколку дојдат поголем број на мигранти. Тие планови минатата влада мислам дека се усвоени, иако ни велеа дека тие планови се само симулација, кога и беа потребни за да исполниме некакви услови, кога би сакале некогаш да бидеме членки во ЕУ. Мислам дека добра ви е констатацијата и дека ние во моментов не можеме тоа да го знаеме, но мислам дека има планови. Овдека се отвора она второ безбедносно прашање покрај нели предизвиците кои што можат да донесат со овие лица во регионот, а тоа е сите оние струи кои што доаѓаат заедно со мигрантите. Во минатото пред 10 години се пишуваше дека може да донесат зарази, дека мигрантите одат во степен дека меѓу нив има и борци кои што сега војуваат во редовите на Хамас, на Хезболовски и така натаму. Ме интересира македонски аго господине Трајковски, колку ве радикални групи во минатото во една ваква иста констелација на работите придонесоа за некаква дестабилизација на регионот и колку сега, години подоцна, може да се случи такво едно слично сценарио. Да подсетиме, еве јас ќе ве подсетам, Македонија имаше неколку акции за разбивање на терористички кели овдека во Македонија, каде што беа, ако не се лажам, поправете ме, околу 100 лица уапсени на завист. Така. 100 лица помалку или повеќе уапсени кои што беа директно или индиректно вклучени во овој процес. Ако направиме паралела од пред 10 години, имаме ли можност за една ваква сценарија или во сегашна перспектива? Нашата земја не е имуна од таков вид на борци. Ние имаме околу 170 повратни борци за време на војната во Сирија. Во Сирија и Ирак, толку така? Бројката е некаде дека околу 100 се веќе вратени. Вратени, кои? Тука мораме да имаме предвид дека тие одеа со цели фамилии. Одеа со сопругите, некои деца со децата, некои деца се родија таму, се вратија овде. Има загинати. Има, да не заборавиме дека Косово е многу близко до нас, а по број на жители со најголем процент на борци во ИСИС. Исто така, оној дел од Санџак има голем број на радикални лица. Така да, мислам дека Македонија не е имуна во тој дел. Се сложувате, значи, помалку или повеќе дека можеби би можело да се повтори некакво слична реперкусија во однос на минатото, ако се земе во предвид дека според оние оперативни сознанија кои што располагаше управата и се достапни за јавноста, дека досега околу 30-40 македонски државјани имаше загинато на странските боишта. Од 30 до 40 се идентификувани. Некои се вода како исчезнати, не му се знае не се знае каде се наоѓаат. Во еден момент имаше сознание дека странските борци од ИСИС мигрираат кон Филипини, во Африка, во не сахелски дел, и дека Сахел се гледаше како
наредната критична точка за вакви структури кои би се организирали, Така? кои би напаѓале, а некои и се вратија во Македонија. Со некои мислам дека се работи на ресоциализација, некои беа прво в затвор, па после се Да потсетиме дека македонската држава, иако е мала, имаме одлични закони кои што се на располагање, односно кои што делуваат токму кон повратниците од странските боишта и досега имаме повеќе од десетини пресуди, веќе одложување на затворски казни, но ме интересира, господине Трајковски, зошто македонското општество не е отпорно на вакви идеологии, на странски пропаганди кои што ние се уште, за жал, и пред десетина години сега сме плодно тло за рекрутирање на овие идеолошки фанатици, ако можеме така да ги наречеме. Кога некој се најдува во теоријата постои pull и push фактор, се вика тоа, pull туркање, push влечење или обратно. Кога би се гледал нивниот профил, би виделе дека тие лица се маргинализирани во еден дел. Така? Во еден дел немаат образование онако како што треба за да не бидат заведени. Тука се претпоставам и екзистенцијалните потреби, отфрлање од општеството. Да, социјалниот елемент е многу голем. Дали и тука неправдите и тие се многу лесни за манипулирање. Да речеме за време на короната многу актуелно беше онлайн радикализација. Значи пристапот на радикални структури спрема такви лица беше многу лесен. Сега ние не можеме да броиме колку се радикализирале, дека се радикализирале само тие што пошле на боиште, а тие што останале не, тие се уште радикализирани, некогаш можеби ќе станат и екстремни и едноставно после појавата на насилен екстремизам може да продолжат во тероризам многу лесно. Прв пат кога се отвори ова прашање, го отвори ОПСЕ, мисијата ОПСЕ и го нарекоја ВЕРД, Violent Extremism and Radicalization to Leading to Terrorism. Тоа значеше целиот процес како едно лице влегува во таа шема и во таа мрежа, во таа игра, така да многу интересно е да се каже дека на боиштата во Сирија имаше многу странски борци и не само од Западен Балкан. Западен Балкан е таргетиран веројатно дека не е во Европска унија. Во странски борци имаше од Германија, од Англија, дури конвертирани дури ние имавме конвертиран борец од Куманово, со христијанско потекло, меѓутоа поради идеолошки негови верувања подоцна се преобратил. Па да, тоа е веќе и пројде. Ја паметиме сите таа историја и информација во медиумите, но очигледно дека стравувањата се основани за сето ова, а во контекст на овие некои предизвици имено беше она една од минатонеделната информација во медиумите, каде што во Европа, во срцето на Европа, во Австрија беше разбиена терористичка група која што повторно беше предводена од македонски државјани. Точно, од македонски државјани. Сега во Австрија се случува веќе втор пат или трет пат да има разбивање на терористички челиши со потекло од Македонија. Ние и не смееме да ја таргетираме етничката припадност, затоа што не може една личност да одговара, сите да одговарат за една личност. Точно тие и во сите случаи беа македонски државјани, но мислам дека едниот случај беше лично таргетиран и радикализиран, а другите двајца се онлайн. Какви се сега, знаеме дека работите во овој сектор, какви се сега вашите сознанија? Имате ли истражување во вашата think tank организација во однос моменталната состојба на теренот, како е во Македонија, говориме за овие радикални структури, но и пошироко, односно во потесното соседство?
Во моментов работиме на проект за воспоставување на механизам за упатување на радикални лица. Нашите сознанија сепак иде од отворени извори. Значи, ние не можеме да... Говорите од она што е достапно на институциите на интернет во... Точно, затоа што се работи за безбедносно прашање. Проектите што се работа за борба против насилен екстремизам и радикализација, обично се... Дали носат плодови, дали има резултати? Тие се водат како превентивни, за превенција. Се додека улогата на проектот е превентивен, ние можеме да учествуваме во него. Ако стани прашањето безбедносно, тогаш се вклучува надлежните институции, затоа што тие се грижат за безбедноста. Токму така. Во интерес на времето, господин Трајковски, да би сакал негде и да привршуваме полека, меѓутоа и да донесеме заклучок, како може така да кажеме, од вашето денешно гостување, а се однесува во периодот што ни следи, што може да очекуваме во однос на мигрантска криза, во однос на било некакви дестабилизирачки фактори во Европа. Имаме избори во една од најголемите демократии во светот, но имаме војна и во Европа и на Блискиот Исток. Секако дека може да очекуваме мигрантска криза. Ние не знаеме, мислам дека таа не е баш таргетирана, дека тогаш ќе се случи. Новите случувања во последните дени укажува дека повеќе боишта се отвара од што овие две што ги гледаме. Во моментов и Турција се вклучува во индиректно, токму така во Северен Ирак и во Сирија. Израел од Сирија не е излезен, иако таа не објавува детали во тој дел. Во Украина исто така се случува војна во права смисла на зборот и дури има тука еден елемент дали војната од Блискиот Исток би се пренесила на пошироко поле, а тоа значи дали Северна Кореја и незиното позајмување на војници на Русија би направила додатни проблеми. За разлика од пред 10 години, помалку од 10 години, од првата мигрантска криза што беше на Балканот, сега ние сме земја членка на најголемиот воен сојуз. Тогаш добивавме помош и од Европската унија преку Frontex, меѓутоа и од земји членки на НАТО алијансата за помош за чување на нашите јужни граници. Како сега македонските институции, според вашите сознанија и експертизи, би требало да реагираат, односно можно е да реагираат при било какви некакви вакви слични сценарија? Што очекувате? Македонија си има механизам за справување со мигрантски кризи. Сепак тој механизам е во содејство со нашите партнери. Прво, а без НАТО ние тоа не би можеле да го совладаме. Зошто? Затоа што и првиот пат имавме помош, сега, иако не бевме членка на НАТО, така? Сега по закон и по членство добиваме... То говорите дека сме побезбедни за разлика од пред 10 години или... Да, моето мислење е да, зошто? Затоа што сепак НАТО е организација кај што сите држави се грижа една за друга. Една за друга. И никоја не би сакала да проблемот да се прелее во незина територија. Меѓутоа, да подсетиме дека ова прашање ја задери и Европа и НАТО, и ние сами како држава. Господине Трајковски, ви благодарам за вашето денешно гостување во емисијата на Слободен печат. Се надевам дека со вас ќе се видиме во некоја наредна прилика и ќе ги продискутираме овие денешни анализи, дали сме ги погодиле или не во периодот што следи. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам уште еднашка. Почитувани, тоа беше господинот Пецо Трајковски од Think Tank организацијата Центар за истражување и креирање на политики, со кого поразговаравме
за теми кои што се поврзани со надворешната политика, мигрантските приливи од Блискиот исток, но и сите оние безбедносни предизвици на глобалните полиња. Ви благодарам за вниманието и останете со програмата на Слободен печат.